следува. На првиот ден од есента ќе ни се придружи климатологот доктор Пеце Ристевски. Со него разговараме за тоа што ни носи оваа сезона, од временските промени и климатските трендови до актуелните екстремни настани како поплавите предизвикани од бурата Борис. Дознаваме што можеме да очекуваме во следните месеци и како да се подготвиме за предизвиците на есента. Почитувани, вие го следите понеделничкото издание на Јасака Македонија. 9 часот и 12 минути влегуваме во третиот час од нашето денешно заедничко дружење во рамки на утринската програма и како што предмалку можевте да видите, оваа тема и содржина ќе биде прва во 9 часот. Како што споменавме и слушнавме во најавата на првиот ден од есента, во нашето студио ни гостува Пеце Ристевски, дипломиран метеоролог и експерт по климатологија и пременета метеорологија. Ќе поразговараме за тоа како есента влијае на климата и на нашата животна средина, но и за актуелните климатски настани, како што се и поплавите, што ги предизвика бурата Борис во централна и югоисточна Европа. А интересно е она што ќе се осврнеме и на екстремните метеоролошки појави во нашата земја од минатото, како што беа поплавите во Скопје и во Тетово, како и снегот кој паднал во декември во далечната 1983 година. И ова практично ќе биде една идеална прилика да дознаеме повеќе што можеме да очекуваме од есента и какви климатски промени може да ни донесе во иднина. Господине Ристевски, добре дојдовте во нашето студио и ви благодарам што сте тука на првиот ден од есента. Символично ќе речеме овој разговор денеска ќе го направиме на овој ден, но тоа е календарски дека ни пристигнала есента, климатолошки, еве како што можевме да видиме и од промените кои што се случуваат со бурата Борис во Европа, можеби ден или неколку седмици порано пристигнуваат. Пред се, добре не дојдовте во утринската. Добро ве нашо. Есента секогаш ни носи специфични промени во времето, а покрај убавите бои и посвежиот воздух, често пати се појавуваат и предизвици како поројни дождови и пониски температури. Па може ли на самиот почеток да ни објасните како влијае есента врз климатските услови во Македонија и пошироко? Што можеме да очекуваме во однос на температурите, во однос на дождовите и на другите временски услови? Па видите, инаку септември е есенски месец. Ова е датуму кога сонцето привидно се наоѓа на екваторот. Значи денеска е равнодневница. Тоа значи дека количеството на сончева зрачна енергија која доаѓа на нашава територија е намалена на некој начин и заедно со циркулационите фактори се тие две компоненти кои прават времето и климата воопшто на одредена територија. И така што сега е септември, рековме климатски месец, кој влегува во климатските средни вредности и тие информации ја карактеризираат често климата на нашата територија. Така. Што можеме да очекуваме во овие есенски месеци? Не, сите знаеме дека поголеми количества на дожд, но и периоди на ниски утрински температури, а повисоки дневни температури, како што можевме и предмалку да видиме од колешката Анкица, дека во текот на денот и 26-27 степени ќе имаме максимални температури, додека утринските се далеку пониски отколку претходно. Па при ведро време, при одредена разлика меѓу денот и ноќта, имаме поизразени дневни температури, додека во текот на ноќта има радиационно ладење на подлогата и се случуваат вакви состојби кои се честа појава во есен. Количеството на сончева зрачна енергија се намалува, нели, на почетокот кажавме, циркулационите фактори се голем фактор на климата, имаме намалување на сончевото зрачење и типовите на времето кои ја условуваат климата ја покажуваат состојбата во која сега се наоѓаме. Инаку, убаво е да кажеме дека на денешниот ден просечна температура во Македонија, односно во Скопје, е 19,3 степени. Често пати нашите воопшто луѓето не знаат
инаку по денови, за секој ден имам просечни температури, постојат просечни температури 30 години уназад и тие на некој начин се некој индикатор на просечните климатски состојби над нашава територија, односно на територијата на градот Скопје. Дали има региони во Македонија кои се особено погодени од есенските промени? Сега ќе речеме Македонија по територија со 25.000 километри квадратни е премала да бидеме, не знам, во според да речеме со Русија, која што зафаќа голема површина од северната полутопка, но дали постојат региони кои се особено погодени од есенските промени или не? Постојат промени, меѓутоа имајќи во вид дека на нашава територија имаме клима, субмедитеранска клима во Гевгелиско-Валандовскиот регион, умерена во најголема територија на Република Македонија, понатамо алпска и субалпска клима на планинските области, постои можност во вакви состојби да имаме во планините и на тие височини дури и снег и снежна покривка. Меѓутоа, во низините температурата во просек климатски се намалува према 22 декември, кога се на некој начин сонцето привидно се наоѓа на јужниот повратник. Тогаш имаме најмало количество на сончева енергија, а и циркулационите фактори влијаат на промените на температурите. Значи, поврзано е, цела територија е во ова што кажавте, во една климатско подрачје, каде што немаме големи разлики од оние што се вообичаени. Господине Ристевски, бурата Борис предизвика неколку поплави низ Европа. Колку често може да се очекуваат вакви силни бури и поплави на есен и каква е врската помеѓу климатските промени и настаните кои што ги видов? Видите, порано во имињата на циклоните кои се јавуваат во тропските краишта, често пати беа именувани со некое познато име. Катрин и, да речеме, и други тропски циклони кои се по својот интензитет премногу јаки, така и ова година Светската метеоролошка организација му има посветено на ова бура која е на вистина за паметење, која направи големи катастрофи во однос на количеството на врнежи и во однос на топењето на претходниот снег кој се јави на Алпите, да се јават бурни процеси и поплави во многу региони на тлото на Европа. И тоа е таа причина за која сега зборуваме, дека циклонот заедно со пратечките фактори, количеството на дожд и топењето на снегот направи тоа што го прави се уште и на територијата на Австрија, понатамо на Унгарија, па сега гледам дека полека се подготвува и Србија, Романија, Италија беше викендов исто така беше погоден. Поготово овие денови еден циклон врти се јавува над тлото на Италија и прави големи штети. Можеме ли да очекуваме дека вакви екстремни појави ќе се почести во иднина, особено пак да речеме еве и кај нас, иако еве ќе подискутираме малку подоцна и за тоа дека и во Македонија се регистрирани во месец ноември огромни врнежи и поплави, споменав и во најавата и во регионот на Скопје и на Тетовско, но еве вакви екстремни појави како што можеме да видиме дека ги донесе бурата Борис, ќе се зачестат ли во иднина? Генерално, согласно Конвенцијата за климатски промени и влијанието на елементите на стаклената градина е покажано и се предвидува зголемена честина на бури и поплави, како што се па од друга страна и сушите и високите температури кои летово ги имавме над нашата територија, кај што навистина имавме долг низ на години, месеци и денови со високи температури над просекот, така и во текот на есента ќе се јават и постои можност да се јават вакви бурни процеси и во однос на
врнежите и во однос на високите температури. Во Македонија сведочевме на екстремни климатски настани во минатото. Ќе споменеме дека во Скопје на 16 декември 1962 година, па тука ќе се подсетиме на поплавата во Тетово во ноември 1979 година. Како овие настани се споредуваат со денешните климатски пак услови? Па видите, тука нема некои законитости. Иначе поплавите кои се случува едно 5 поплави во минатиот век, 2016, 1916, 35-та, 37-та, 62-та и 79-та се 5 поплави кои драстично влијае на Скопје и во Скопската котлина. Законитости не постојат, бидејќи се врзани со општата атмосферска циркулација и појава на бурни процеси кои се поврзани и со појава на циклоните, антициклоните и со топлите и студени бранови. Так. Тоа е, например, ако спомнеме дека поплавата од 62 година влијаеше на доста експерти да направат одредени анализи на состојбите и направени бранови, односно насипи во Скопската котлина да се заштитат од такви дождови. Во 79-та година, која е анализата правена за над 1000 кубни метри вода проток во Скопската котлина, еве во 79-та година веќе таа количество на вода која беше над 1000 годишна вода, еве се случи да се Скопје пак да се поплави. Таа поплава беше поврзана со количеството на вода која доаѓаше од Треска, горниот тек на Вардар и Лепенец. И на тој начин таа коинциденција помеѓу овие количества на вода од овие три реки го направија тоа што направија во Скопската котлина со тие поплави. Сега проблемот за заштита од Скопје од поплави беше сугерирано да се направи некоја брана, тоа е браната Козјак, како одговор кон тоа да се Скопје заштити од вакви големи количини, регулирајќи го коритото на реката, Вардар и да не доаѓа до вакви состојби покрај заштитата браните кои се направени околу реката Вардар и ова еден прилог кон заштита на Скопје од поплавите. Добро, господине Ристевски, добро, постојат ли нови технологии и прогнози кои можат на некој начин поефикасно да ги предвидат ваквите настани? Ајде, ке речеме далечната 62-79 година биле едни технологии и механизми кои што се користеле, но во ова поново време со технологијата која што се поседува, претпоставувам дека и прогнозите може да бидат попрецизни за вакви. Видите, природата на процесите е таа. Историските резултати се тие кои ги имаме, законитостите се покажани, нели се покажани со анализа на досегашните протоци и количество на врнежи. Рековме дека 62 за Скопје, иако има и летни поплави кои се случуваат тогаш во еднородна воздушна маса, ние што зборуваме, кога се јавува бурни процеси и се случуваат поплави. Во недалечното минато 6 август во Стајковци ја имавме катастрофалната поплава која однесе човечки животи. Ван сите состојби во природата не постојат некои законитости посебно, а за анализи постојат методи и техники, нарочно 3 до 5 дена. Тоа се такви состојби кои лесно се прогнозира со решавање на равенки со која симулираат атмосферата и се често знаеме ние дека на интернет страниците постојат такви околу 6.500 сајтови постојат за прогноза на времето, што е карактеристично за идните состојби. Меѓутоа, за сезонските прогнози е нешто потешко, имајќи во вид дека не постои
техника за сезонско прогнозирање. Иако за долготрајните прогнози, да речем долгогодишните, во наредниот период е поврзано со елементите на стаклената градина за 21. век, да речеме, каква ќе биде каков ќе биде тој период, имајќи во вид дека е поврзано со елементите на стаклената градина и со појава на глобалното затоплување. Споменавте дека Скопје и генерално тлото на Република Македонија во ноември месец покажало низ историјата дека се очекуваат и најмногу врнежи од дожд. Затоа и овие поплави кои што ни се случиле во минатото се практично и во месец кога најмногу дожд. На картите од светски карти на Европа е покажано дека, имајќи во вид дека месец ноември е најврнежлив и влијанието на Медитеранот, тоа се претежно медитерански циклони кои доаѓаат се формираат најчесто во Дженова и северниот Јадран и од тука има своји патеки на движење. Циклоните уште и во 1896 година Ван Вебер има направено карта на движењето на циклоните. Една патека е према Словенија и северниот дел на Хрватска и према Унгарија, понатаму една патека долж односно долж Јадранското море и една патека која доаѓа надолу према Грција. Ние сме сведоци сега дека во последно време одредени бурни процеси се случуваат и во Грција, каде се јавуваат големи катастрофи во однос на количеството на врнежи. Такви се и нашите согледувања дека во месец ноември се јавува медитерански, односно плувиометриски режим, кој го карактеризира месец ноември како еден од најврнежливите месеци во годината. Есента знае вела да биде непредвидлива и да изненади со многу временски појави. Меѓу нив ќе се потсетиме на едно од 1983 година, каде што е практично уште еден пример на екстремни климатски услови во Македонија, тоа е снегот кој паднал во тој месец. Дали може да очекуваме вакви изненадувања во иднина, особено во контекст на климатските промени? Видите, тоа е еден специфичен случај. Јас посебно го анализирав со временска состојба, количеството на снег и над нашата територија со карактеристични вредности од 119 сантиметри во Демир Капија. Значи, во една книга, македонска книга на рекорди, е ставено тоа количество на снег, снежна покривка, во Битола 88 сантиметри, во Скопје исто така 84 сантиметри, тогаш кога настрешниците на автобуските станици од полипласт, оние зелени што ги имавме, скоро на цела територија на Скопје попадна, бидејќи тежината беше проектирана на 100 килограми по метар квадратен, тогаш тој беше надминат тоа количество и сите скоро настрешници попаѓа. Дури проблеми имаше и во цела територија на Македонија, во Гевгелиско-Валандовскиот регион одредени оранжерии падна, кога имаше околу 36 сантиметри снег, над кој падна дожд. И тие количества на тежина, која не се совпаѓаше со проектираните вредности, падна оранжерии кои беа поврзани со снегот и снежната покривка. Чудно и нечудно е да во декември го имаме толку рано снегот. Тоа беше пречудно за нас и од секашна дистанца исто се случува. Просто е неверојатно на 5 декември да се појава такви количества на снег. Еве, уште еднаш спомнувам, 119 сантиметри во Демир Капија, кој е едно од најтоплите места на Балканот. Да. Какви мерки се превземаат за подобра подготовка кога станува збор за вакви екстремни настани и како на некој начин Македонија може да се справи да се заштити од слични природни катастрофи како поплавата која што споменавме 62 година? Еве, нешто и кажавме. Насипи, планирања,
од топлината, начин како да се air condition состојби, здравјето према луѓето, понатам количеството на дожд, интензивните дождови со кусо траење кои треба да ја соберат таа вода која паѓа над Скопје, шахтите од ливниците, со соодветно планирање на градот, значи или редефинирање уште еднаш на тие проекти кои на некој начин се јавуваат. Ако нема такви планови, нема ни водата каде да отиде. Да. Така, тоа е суштината. Значи треба на некој начин да се климатските параметри да се внесат во плановите и програмите на во државата. На институциите кои што практично треба да се справат со сите овие работи. И општо во однос на просторното планирање, што е многу важно за Македонија и во сите плански региони. И за крај ќе ве прашам како метеоролог и експерт, што би им препорачале на граѓаните за подготовка за есенските временски услови? Неколку слојна облека, имајќи предвид одно што го споменавме на самиот почеток, дека утрата знаат да бидат студени, а преку ден да бидат температурите прилично високи. Доаѓа до намалување на сончевата енергија, количеството на зрачна енергија е тоа, треба, мислам, заклучок е тој како треба да бидат спремени за лоши состојби. Имајќи во вид дека сезонските прогнози, преќе кажав, се често индикативни и не покажуваат точната состојба, во нареден период доаѓа зимски период и врнежливи периоди и постудени денови. Така што, еве, би спомнал дека во септември 1994 година сме имале едно од најтоплите периоди, денови, односно месец. 1 октомври, не знам дали спомнав на почетокот, е еден од најтоплите, со високи температури над 30 степени, една вредност која е највисока досега измерена на 1 октомври во последните 74 години, понатамо на 15 декември, односно октомври е средна температура од 12,4 степени, почеток на грејна сезона, и да ги посоветуваме топланите и овие што се занимаваат со производство на топлинска енергија, да не заштитат од високи температури, ниски температури. Господине Ристевски, ви благодарам за тоа што ова утро одвоивте време и што еве како експерт по метеорологија и климатологија ги споделивте овие информации и фактографии за нашите гледачи на Јасака Македонија. Видите, покрај идните состојби, што е тешко, реков, да се прогнозира, кажавме некои информации кои ще кардинални за нашава република, односно за Скопје и воопшто каде е во климатолошката пракса нашава територија. Се надевам дека од полезност ќе бидат овие информации. Ви благодарам уште еднаш, ќе се гледаме во некоја следна наша прилика.